One-on-one web content brought to you by Good Nature. Австралија, бидејќи бевте, мислам сте биле и поише од Три една, сте пати, биле да. така? Три пати, да. Значи, Кои се впечатоците вака од Австралија? Земја далечна. До сега таков впечаток немам видено. Ха? Ајде да не зборам јас, нека кажи кума. Ајде кума. Па, добро, убаво. Првиот пат бевме 2011 година за прв пат и тај ни беше, мислам дека прва прекоокеанска турнеја надвор. Так. И што правите фактички? За кај ве викаат? Пред нашиви селеници Да. Настапувате? Кај настапувате? И Како абориджини што го изгледа научиле тоа? македонскиот јазик. Да. А такви нема. Малку се, ама има. Да. Поминавме многу интересно, бевме секогаш во различни сали, некогаш салите се значи баш од тој тип као за стендап комедија, значи мала бина и маси кај што луѓето си вечерат, си јадат. Така, добро. И сфативме дека тоа не е најдобар начин да се представиме затоа што поќе се слушае вилушки ножи, да, отколку ние На па келнер. од втората и третата турнеја почнавме во театарски сали. Значи Не заработивме многу, али видовме многу работи. А ти нели се плашиш од летање? Бе? многу. Па како идеш во Австралија? Со Па кола? со првиот пат кога заминав со 40 температура Крена? и тоа беше уште не беше направен новиот аеродром и некако мотнав од оние топломерите, знаеш што се сожива? Цел пат мери. Мрдни малцето авионот А добро што очекуваш дека ќе видиш? Не. Значи и колешката Валето е многу плашлива. Аха. И сега вториот пат кога одевме Австралија, то турбуленци, страшна работа. И тие од Емиратите, тие што се стюардесите паничарки. И само трчат. И се Валето ми вика, а до мене секојаш седи. Шопрат овие, му викам ги барат списоците ако падни да знае кај кој се седеше. Не убаво ти реагира, а? Да. Демек Ставраке ми вика, ајде, му викам јас не го возам, ќе стигне. Да. Јас не го возам. Кума ти со авион? Добар? Не, немам гајле со авион, имам гајле со стюардесите. Ако се згодни, ја имам гајле да ти Јас обратно, значи некако случајно ми ја сгрешија билет од картата и ме седна едно сигурно 10 реда поназад од екипата. Аха. И од едната страна Исклучен ти црнец, таму. од другата страна некој араб и јас бев на средина онака. Црнец и араб, Да. црни двајцата. И ја замолив еднаш стюардесата ако може да ми најде место поблиску до екипата, затоа што патуваме заедно прв пат. И да не се На Саше изгубиме. му е страф од летање, морам да бидам. Да бидам покрај нив. Тај ми рече само окей и продолжи да се служи вечера. Јас замолив уште еднаш, продолжи да се служи пијалаци и почнав да ја пцујам. Замолив уште еден, почна да служи доручек. Така. Јас почнав да ја пцујам, ми се сврти ми вика, македонац. Да, му викам, а ти, башта ми е българин, ми рече. И реков, балканците ја Един народ. Така, един народ. Потполно. А Австралија општо ко држава, таа е малку фрики држава, така? Зборам да има животни чудни. Има. Па и јадиме, се јадиме од животни. Да? Ние, за нив не знам, ние се што видовме пробавме. Што збориш, бе? Па да, па Како бе се што ви? првиот пат гледам наслика кенгури во супермаркет, реков, што да пробам, малце ми изгледаше сумливо да пробам колбас од кенгур. И реков, ајде ќе одберам барем мелено, направив Колбас од кенгур? Да. Од кој дел го прават, бе? не пробам. Чега се... Ќофтиња за направим. И каков е вкусот на кенгур? Па слично како телешко, само е многу поцрвено. И немој утре, ако ти остане од вечера, немој утре да го јадиш, оти пломбите. Можеш да убиеш Отидоа. човек, да. Отида. Да. А И друго што пробав? Крокодил. крокодил. Како го прават? Значи го пуштив да оди. Јас го правам. Рецептот ми се викаше алакосте. Беше опашка од крокодил и многу... Чега, кај ја купуваш у маркет? Да. Добро. И беше многу интересно, затоа што изгледаше како риба, а вкусот беше како пилешко. Абе, тоа како и жаби и батаци се слично. Слично, Нели? да. Како риба и пиле се, некако измеѓу. Да, и Вкусно, реков, стварно мислам. сега следен пат кој ќе одиме ќе гледаме нешто друго да пробаме. Тоест ќе пробаме се што се јади. Па добро, Да. супер. Само од нашите таму не пробавме да изедиме човек. Не се љупат, многу се тврдокорни.